Господине Гоце Павлевски, добар ден и добро вечер. Вие сте најдувате во Австралија. Да, добар ден на сите пилепчани, на сите македонци во кои што ќе слушаат ова интервју. Вие моментално каде се наоѓате? Од каде ни се јавувате? Од кој место? Моментално ви се јавувам од Сиднеј, Австралија. Моментално сум во спортскиот центар Рокдел Илинден. Сега, повод за овој наш разговор е ова голема акција за помош на фудбалскиот клуб Победа од Прилеп. Да ни кажете нешто повеќе за акцијата. Па, еве како прво, да речем, од оваа акција, јас како еден од членовите на Прилепското друштво Методи Андонов Чентов во Сиднеј, кој имаме спроведено многу акции за помош во Прилеп и околните населени места, сакавме да му се одолжиме на градов како сите прилепчани и ги гледавме овие тешки времиња за победа од Прилеп, па затоа сакаме да организираме една голема акција не само во Сиднеј, туку низ цел свет за сите македонци и прилепчани наравно, за да помогнеме за обстанувањето и новиот почеток на победа. Оти сите знаеме во каква моментална ситуација се наоѓа фудбалскиот клуб. Конкретно, кои информации вие ги имате за сегашната состојба на Победа? Па сегашната состојба како и секогаш без парица, многу ветувања, ништо не исполнувања, така да мислам дојде времето да помогнеме, а не само да кажуваме. Сите знаеме дека има тешкоти, има се, ама треба од некој да се почне од некој почеток. Во овие последниве 15 години видовме до кај се стаса нашиот фудбалски клуб, еден од најценетите, дојде на ранг да видиме помали од еве да не речам од селските клубови, така да се изразам, од помалите клубови дојдовме да видиме во помалце рангирани. И тоа не ни даде мир, не ви даде мир. Не ни даде мир. Го следиме од еве како јас, како и другите сум голем навивач на Победа и поддржувач и во секој едно нешто, и затоа решивме на ваква акција да мора од ние самите да почнеме. Од ние цело време последниве не знам колку време размислуваме сите дека треба некој да ни помогне. Не треба никој да ни помогне. Можеме сами, само треба да бидеме правилни луѓе. Затоа овој чекор го направивме одовде од Австралија да почнеме чекор по чекор и докај негде да се стабилизира клубот. Вие накусо да ни кажете за себе, Гоце Павлевски ни звучи некако не само македонски, туку и прилепски. Дали сте родени во Прилеп вие? Па, за жал не. Не? Роден сум во Сиднеј, Австралија тука, само живеен сум една година во Австралија, иначе живеев 21 година живеев во Прилеп, така да сум прилепчанец. Се чувствувате како прилепчанец? 99%. И од тука сте... Да, и сум прилепчанец. Мислам по мајка, по татко, да, само што сум роден во Сиднеј, Австралија, ама моето детство и младост се поминато во Прилеп, така да јас сум врзан за Победа и за сите спортови. Бев како мал почнав со Маркови внуци, после настанавме највачка група Мајмони, така до ден денеска одржувам и сакам да го држиме тој дух. Еве и ги прозивам сите поранешни играчи и навивачи и сите љубители. Знаеме дека за да се најде лош коментар сите може да кажа за Победа. Значи дојде време од ние да го решиме тој проблем. Од само за пишување коментари и за лоши работи сите знаеме, да почнеме да ги правиме добрите работи. А ако почнеме добрите работи да ги правиме, мислам јас дека можеме да излеземе на површина. Па и вашата парола е заедно сме посилни. Нели е така? Нашата парола на нашето друштво Методи Андонов Чентов од Сиднеј е паролата заедно сме посилни, така ги направивме сите хуманитарни акции што беа за Прилеп, кој сака може да види, имаме на нашата страница објавени, и затоа сакаме со ова да го покрениме ова иницијатива и да кажам уште нешто, дека ова иницијатива е во заедничка акција со дел од највачите на Маркови внуци
и на Мајмуни исто така ќе биде објавена жиро сметка и во Прилеп, за кои самите прилепчани ги молам, значи да сите да донесеме еден придонес и да почнеме одново да биде победа кај што и беше местото. Еве да ја образложиме во детали оваа акција. Спомнавте нешто, меѓутоа еве за тие што сакаат објаснување што не им е доволно јасно, како замислувате да се одвива оваа акција? Еве од почеток па понатаму. Па еве почеток во пример да се соберат некои средства за да може да се опстани во втората лига. Значи ние да бидеме како ветер од задграб, пример се знае еден фудбалски клуб не може да обстојува на нација. Значи ние планираме еве сме и во преговори со управата така да имаме и ние некои представници таму. Значи ние не бараме од Австралија, туку некој да се избери од Прилеп што ќе биде представителен како од народот. Ова е фактички од народот. Значи треба да се барат народен човек што ќе биде представник и што ќе биде менаџер за во клубот. Значи да имаме да почнеме од негде од некоја нула затоа што оти времето истекува. И ако го оставиме клубот, значи клубот може да пропадне. Така да ова акција ја спроведуваме, значи за опстанок. Значи да бидеме ветер во грбот на победа, да застане на прави нозе и после за да може да се размислува другата година за понатамошните чекори. Спомната една почетна сума $50,000. Нели е така? Таа е почетната. Сега сите ги сакаме да биде многу фазла од тоа, само што ќе видиме како ќе направиме, затоа пак ги замолувам сите, значи сите прилепчани, сите македонци низ цел свет. Значи кој колку што може да помогне за да стасаме до таа сума, за да може да имаме некој мирен сон во втората лига, за да можеме година да рачунаме на нешто поголемо. Ако не го оствариме тоа, значи не сме прилепчани само на име што кажуваме сме, а да оствариме не можеме. Еве, на тие што не им е јасно, на каков начин можат да придонесат собствени средства да префрлат на сметката на акцијата или пак директно на победа? Како оди тоа? Како оди тој процес? Вака, сега значи ние имаме зацртано план, како што ви објаснав, ние Австралиското друштво Методи Андоновченто, заедно со Маркови внуци и Мајмуни, значи имаме посебна сметка во Прилеп, каде што за 1200 денари се купува, може да се купи сезонска влезница, а тие пари остануваат се докато го обезбедиме цел буџет. И после тоа, кога ќе имаме обезбедено буџетот, може да влеземе во како акционери во фудбалскиот клуб Победа. Значи да имате дел од акциите на клубот? Да, и да има и планот е за ова да биде општо народно здружение, така да ако ги собериме парите, значи ќе имаме после ќе објавиме кандидатура за човек кој што може да ги извршува врските во фудбалскиот клуб Победа. Значи да не може да биде кој било да биде во фудбалскиот клуб. Значи нема да биде никаков проблем каков профил на човек, туку човек што е менаџер и спортски работник. Сега моментално како се одвива оваа акција? Ми се чини почнаа деновиве, така? Да, почна вчера, официјално почна вчера, така да почнаме со некои средства, после ова интервју, така да имам голем број на пријатели овдека во Сиднеј, кои почнаа веќе да донираат и некои не се ни од Прилеп, али има голема привилегија има нашето друштво овдека во Сиднеј, така да јас мислам дека ако со здружени сили можеме да успееме да стигнеме до целта. Имате увид сигурно во тоа како се одвива процесот. По колку пари донираат луѓето од Австралија? Еве сега пример значи како и да е, не правиме никаков имаме како од $40 до $50 нагоре. Кој колку има и колку може, тоа е сепак во плюс.
Значи имаме некој 100, некој 300, али и секој долар е добро дојден. Значи никогаш не ги делиме на Не треба луѓето се кој дал потценува ни една 5 сума. или 10. Да. Не треба се поценува ни една сума. Ни една. И $1 е помош. Што има некои луѓе само кажува, а никогаш не донираат. Така да јас знам дека може да има и лоши добри коментари, ама јас мислам најубаво е сите да донираме и да оставиме времето да го каже своето. Оти еве 20 години само пишуваме, а ништо не правиме. Нашиот народ рекол рака што дава не се суши. Тоа сте во се право. позитивно што се прави во животот навистина Да. е пожелно. Пожелно јас сум во фудбалскиот клуб Рокдал Линден во Сиднеј. Тука сме исто во управата сум. Фудбалскиот клуб имаме 1200 регистрирани фудбалери. Значи сме клуб со големо реноме. Така да тука сум влезен во тој дел и знам како се одвива работите во еден фудбалски клуб. 1200 фудбалери рековте. Па тоа е Да, многу 1200 голема бројка. фудбалери. Голема бројка. Каде имаме се тие 2 вклучени стадиони. фудбалери? Во сите конкуренции? И значи во сите конкуренции, значи имаме професионален дел каде што игра младински од 8 години до 18, имаме значи 21 млад тим и првиот тим кој моментално утре ги играме полуфиналето во разигрување на во ова лигата што играме Премиер лига. Значи утре ги имаме полуфиналниот дел, а имаме на уште еден аматерски дел каде што имаме околу 700 играчи. Тоа е многу убава бројка да се слушне овде И голема во бројка. Македонија. Да. Навистина гордост представува И за тоа овај клуб сакам за и нас. сега бев да речем пред некоја недела се вратив од Прилеп од Македонија и му ги пренесов впечатоците ние што ги имаме овдека во Австралија како може да биде и во Прилеп. Значи, Македонија. искуството за организирање на клуб, нели? Да, значи се сака, не некогаш не до парите. Само треба да се сака и волја. Вие рековте дека добар дел од животот поминавте во Прилеп. На што се сеќавате најмногу во врска со победа? Кои надпревари сте ги гледале? Па надпреварите нема до 21 година нема пропуштен фудбалски надпревар. Сите гостувања во странство, во низ Македонија, Прилеп, значи нема Значи на меѓународна сцена овие што беа, Да, сите да. ги гледавте. Озета во Тренчин, Озета Дукла, да? Дукла, да. Беше тој за ние помалите. Мислам по старата генерација беа со Одра во Полска и после тоа бевме во другата година. Со Одра игравме беше со првиот Интертото надпревар. Куп. Со Одра Да, Полска првиот беше надпревар, првиот вториот- надпревар. Да. Со тој надпревар Првиот почна 96, 97-ма. да, побед 97, а 98 Интертото Куп и го игравме со Озета Тренчин во Словачка. Да, тие се едни така наречени славни времења за победа. Славни времена, да. 10 години од 97 до 2007 година победа излегуваше на меѓународната сцена. 32 надпревари одигра на таа меѓународна сцена официјални. Помеѓу нив да. со Перуџа 99 година, 2000 година со Парма, Парма, со Хамбургер исто има одиграно. И да. уште доста силни И други. противници. Да, на меѓународната силни сцена. екипи. Значи, Е, сето тоа Значи, каева се во меморијата и нема да се заборави Да. никогаш. да, и бевне во таа генерација кога бевне на најдобрата навивачка група и најдобрите имавме најмногу публика во цела Македонија. Која е сега задачата на Марковите внуци и на мајмуните? Моментално задачата е нема задача, значи тоа е Значи се ќе е доброволно. Моментално мислам, да, се е доброволно, значи мислам денеска или утре ќе се објават жиро сметките каде што еве ги повикувам сите пак
да донира, дека сето ќе биде регуларно, за тоа е презедов акцијата овде, да сето што ќе биде, сето е како за да обстани победа, да бидеме концентрирани на тоа. И еве уште еднаш пак кажувам апел дека за лоши коментари, добри коментари секогаш има. Значи да дојдеме од почеток, од нешто да мрднеме од место, а не само да пишуваме. Има сигурно уште многу да се кажува за оваа акција. Да. Оваа акција е прифатена, колку што јас што гледам, сите што кога разбраа дека има таква акција, ја поддржуваат навистина и еве ако можат и ќе се вклучат, а веројатно ќе можат, бидејќи вие планирате и да ги вклучите и сите од цел свет, македонци и прилепчаните особено. Па да, еве моментално имам разговори со од Америка, од Европа. Ако има, мислам дека ќе А имаме секаде има ефект прилепчани некој. македонци. Да има ефект. Еве и пак кажувам дека ова ние што го правиме за победа, ако дојде не пример како иницијатори, како друштво не сме заинтересирани ништо, само сме заинтересирани да помогнеме и да биде во најдобри цели за Прилеп како град, да останеме запамтени по името, да ни биде повторно бренд победа и фудбалски град. Сега, моментално, како ги видовте овие први два надпревара во нова сезона на победа? Па, добро, првиот надпревар беше како беше, вториот малце се консолидира, така да, еве пак јавен апел. Еве и доведени се правам играчи во клубот нови. Да. Сега правиме напори за тоа, со ова ние ќе го собираме, само уште еднаш ќе повторам, ова е само ветер во грбот на играчите, малцем да имаме финансиска стабилност за клубот за да обстани во втора лига. И на крај пак да спомнам, клубот не може да живее од донации, значи мора нешто подхитно да се преземе, да биде по-сериозна работата. И малце менталитетот на народот да се смени, не треба никој да ни помогне. Ние можеме сами да помогнеме. Не треба никој да дојде да ја купи или како досега што беше градоначалник овај или трет или друг. Ние можеме сами. Значи не треба да имаме подкрепа, туку тие да бара помош од нас, а ние да бараме од нив помош. Сепак беше одлучено на ниво на општина да ја се додели на победа 1.000.000 денари. Сепак процесот на префрлање на парите е малку комплициран, па и досега не биле префрлени тие средства, така што можеби и ќе се почека понатаму, не знам како е, немам последна информација, но ете и општината едногласно изгласа одлука за префрлање пари од буџетот на победа, како една помош од 1.000.000 можеби не звучи нешто многу во денари, меѓутоа колку се толку се вие викате, секоја помош е добре дојдена. Да, пази, тоа треба на народот да му се објасни, во општината не е само фудбалскиот клуб, значи има и други клубови. Значи општината да ја оставиме како општина, а ние да гледаме за клубот. Да, меѓутоа и така се изгласани тие пари, што побргу да се префрлат. Бијќи еве клубот без нив не може да обстојува. Да, тоа е апел, што може побрзо и за тоа што може побрзо да ја направиме акцијава за да му се помогне на клубот. Да не оставаме да го оставиме клубот да пропадне. Оти многу лесно да пропадне, гледате колку е тешко да обстане клуб. Да. Еве сега овие играчи што беа тука и овие што се приклучија, има и повратници тука прилепчани во клубот, некако се води кон консолидација, комплетирање на тој играчки кадар, па понатаму од надпревар во надпревар би било се подобро ако се средат овие работи што се планирани, како што се планирани. Да оставиме да го покаже времето своето со господова волја и со наша ангажираност, да дојдеме до посакуваната цел и другиот пат кога ќе имаме разговор, да имаме разговор за поубави теми, а не за обстанок и за донации. Да. Еве, тука би завршиле со разговорот, ако имате нешто да дополните на крајот, повелете и да се слушнеме и во друга прилика. Да, еве уште еден апел до сите поранешни играчи,
спортски работници, фирми, деловни луѓе, кој колку што може да помогне и да направиме некој нов почеток. Затоа што ако не си помогнеме самите себе си, некој друг јас не мислам дека може да не помогне. Да, тоа би била вака и суштината од ваша страна кажана. Јас го памтам вашиот лик, еве сега се сеќавам дека вие постојано бевте присутни таму каде што беше победа, секаде и секогаш со победа. Важеше таа парола во тоа време. А и сега, сигурно. Да. Да. Штом вие од Австралија зборувате за победа од Сиднеј, тогаш ништо не може да ве раздели. Нешто кој ти е во срцето, се може да се смени, ама тоа не може да се смени. Така да, и сме далеку, може 20.000 километри, ама сепак победа ни е во срцето и како и да речеш, мора да се... Има ли таму... Оти победа е вечна. Има ли таму многу македонци и особено прилепчани, еве уште тоа да ве прашам? Па да, еве сега да ви кажам за информација. Во тој дел каде што живеете. Значи, на секој 11 октомври правиме голема донаторска вечер и ова година веќе картите ни се распродаени, така да сме многу друштво ни е на многу големо ниво, па можам да се пофалам дека сме едно на јакото друштво во диаспората. Јас не мислам и дали постои од друг град или друго, не знам, друштво како нашето. Имаме околу, не знам и колку донации спрема Прилеп, не знам, ако следите, можете да видите друштвото наше, но секоја година после овај донаторска забава правиме донации за во Прилеп. Па ако тоа било во минатово успешно, исто така е гаранција дека ќе успее и сега. Дали е така? Па Што има таква масовност? Да се надеваме дека ќе биде. Ви благодарам и да се слушниме вака, да контактираме набргу и по некоја друга поубава причина. Па се надеваме дека ако го Само за убаво. ова цел, Само за добро. само за убаво, јас мислам другиот пат дека ќе се бориме за влез во првата лига. Значи ова е првиот тест ние за опстанок во втората лига. И со сите сили, со Господ напред, да можеме веќе од другата година да размислуваме за нешто поголемо. Пријатно, се најдобро. Пријатно, фала на честа што имав да разговараме, па да се слушнеме во подобри времена. Сигурно. Ова ќе го објавиме на нашиот портал со надеж дека ќе предизвика уште поголема масовност колку што е во оваа акција. Фала многу, ви благодарам.